Не знам нова дали да се смеам или не знам како да реагирам. Навистина ги гледам само толку го поценуваат народот, толку ги поценуваат пензионерите, што секој ден одат со една, дури тоа не е ни лажна вест, туку тоа е измама. А таа измама е во правец што зголемувањето што се правеше во време на ВМРО секој месец, плюс 670 денари, го споредува со зголемувањето што сега ќе го има, односно усогласувањето со законот за цела година. Значи, месец со година. Во време на ВМРО секоја година, речиси секоја година, имаше зголемување на пензиите за 670 денари месечно, не годишно, месечно. Тоа годишно е над 8000 денари или поточно 8040 денари. Сега усогласувањето кое што е по закон и мора да го направат, немаат избор. Тие да имаат избор, можеби и тоа нема да го направат. Но усогласувањето ќе значи плюс 180 денари месечно, а годишно 2160 денари. Значи таква измама права што не можам да поверувам дека си го дозволуваат тоа да ги мамат луѓето на тој начин, да им споредуваат колку годишно ќе имаат сега со месечното што го имаат во ВМРО ДПМН. Тоа е смешно. Ако споредуваме годишно со годишно, тоа е 2130 во време на СДСМ, со 8040 во време на ВМРО ДПМН. Или ако гледаме месечно, тоа е 180 во време на СДСМ и 670 денари покачување во време на ВМРО ДПМН. Не можам да поверувам дека на такво ниво се спуштаат министер за труд и социјала, на такво ниво да ги мами пензионерите и сите граѓани, бидејќи сите ние гледаме и што не сме пензионери. Секој од граѓаните гледа и следи и се чуди, не може да поверува. Јас со некои луѓе што го гледав тоа на телевизија неколку дена поред, не може да поверуваат дека СДСМ си дозволува таква измама да прави. И тоа на така високо ниво. Така високо ниво на министер во влада да прави измама, да ги лажи луѓето дека 2130, што е за цела година, било повеќе од 670 што е месечно, што значи за цела година 8040, и да мисли дека никој нема да го разбере тоа и дека пензионерите се до толку глупави да не може тоа да го разберат и целиот народ во Македонија, тоа е неприфатливо. Тоа не може да биде неказнето на следните локални избори. Такво подценување мислам дека одамна не виделе пензионерите во Македонија.